Ја одамна не сум бил вака без концепт. Јас скроз, ја не знам што теми ми се. Среќа Ѓорго Тања има една голема желба. Као Sony е нешто, Blade Runner, легендарен филм, нели го сака. Кој? Тања, супругата. Не слушам. И Blade Runner е еден од омилените филмови, првата верзија, нели има сега ремейк. И таму е еден од моментите е дека возилата летаат. И сега она сме го правиле тој муабет, нели дека ја автомобилска индустрија да ме ќе дочекаме ли тој момент да летаат возилата и се она секоја година како никако да хомологизираат такво возило и се разочарува и тука од време на време ќе најдеме некаде пишува кинезите направиле такво и има надеж. А мене па на пример сум имал и други некои соништа. Не мора со тие, сега има и мали деца гледаат. Ама кога сретна во, не знам, во некој од нашиве молови, 7D кино, не знам, 9D кино, пак едно нешто ми недостасува таму во тие сите... Знам. Мирис. Мирис, браво. Мој човек, фреквенција. Значи, никако човештво со технологија не може да го долови мирисот. Да го пренесе како порака, како информација. Да. Нели, светло, музика... Како сетилно брендирање? Така, да. мирис. И сега, уствари, зашо кажем ова, среќа што го нема тоа, Че избегаат гостиве што ќе гледаат. ги изгубевме гостите, како, нели, после ручек дојавме од една малска кафана, тука одредени личности, ај вие гостите, Одредени само ти. само ја. Верувале или не, ова е четврта сезона на Само ракомет. И некој да ни кажеше пред 4 години кога прв пат тука снимаме со Иван Марковски, да го поздравиме, дека ќе траеме 4 години, дека ќе имаме што да кажуваме и дека барем 50% од публиката ќе не... Колку подкасти после нас сега на секоја тоа тема. Тоа е исто интересен момент. И дека барем 50% од луѓето ќе ни даде признание дека добро работиме, дека ни е добра идејата, па дека и добро анализираме некојаш, стварно не би можел да не да поверувам, ама така ми тогаш ми делува. Не личеше возможно, видливо. Многу далечно, премногу експериментално ни изгледаше, а уствари се случи да тече просто, да имаме навистина интересни гости, важни гости, ракометни гости. Генерално се трудевме да бидат наши македонски. Така и денес. Впрочем, така и денес. Ја, знаеш зашто една од причините зашто траите и зашто викаш има нели има зашто да се збори. Нели ракометот цело време го збориме дека е спорт во кој што последен, еден од последните кој што не е сериозно монетаризиран. Во смисла на, нели, на големи договори. Не е ни уште монетизиран, мислам. Големи договори и така натаму, и нели самото учество во Лига шампиони е, знаеме сите, поише даваш, не го земаш. И од тој аспект имаме една теза дека во погрешен спорт сме, ама во вистинска држава. Да. Така да, ние сме во погрешен спорт, ама во вистинска држава. Така да Македонија е вистинска држава. И тука нешто да погоди оваа држава. Да, затоа така да теми има и ќе има. Еве и ова година првенството ќе биде како што ќе биде, добро, а второ сериозно за анализа. А второ ова година ќе имаме и доста екипи во Европа што ќе играат. И тоа во добра група, спомнавме Вардар има одлична група. Атрактивна група. За Лига шампиони да не. Уште не е дефинирана, ама се надзираат спонсорите. Се надзираат, Мелсунген е таму, Порто е таму, не знам, Валор веројатно. Исландски клуб. Тоа се сите Валор може не. Стиче беше таму тренер во Валор? Мислам дека не. Или овој беше Марковски. Некој да не беше во Валор, Јовановски да беше. Не знам, не може да се таму, ама играше, имаше лани запазена улога Валор и иде од земја која што е. Така да сакам да кажам дека ќе има Алкалуит, ќе има евросезона, Тиквеш ќе има, каков и да е Охрид, ќе има евросезона, долга, кратка ќе видиме. Така да овој спорт од аспект во кој ќе споредиме со кошарка и фудбал, ја не сеќам кошарка да играл некој во Европа. Ако не го сметаме Европа АБА 2.
Ајде тие некои сезони, чудни купови, Радивое Корачи, нешто кога играше МЗТ и работнички некои пионерски одреди. Дека имало збориме последниве 10 години. И како континуитет, и како влијание, и уште да ги И фудбал имало блесоци, Вардар имаше работнички. Лига Европа, Вардар се пласира во Лига Така, Европа. имаше и... Тие се баш блесоци, кратко Ја имам едно трајни. хипотетичко прашање за тебе. Ти си долго време во ракометот и Нема сега да претериме долго много за. Одамна. Одам малку си помлад од Бица. Да. Што Само тоа аспект. пак не е некоја Пак не е сатисфакција, многу. ама Да, да. веќе рано. Хипотетичко прашање. Што би се случило со Македонија со ваков еден пркос, со ваков еден не знам како да го кажам, Инат? без инат кон ракометот, доколку ние случајно живеевме во Луксембург, например, или ај во нешто малце посериозно живеевме Швајцари. во Данска, например. Убавите времиња создаваат слаби личности. Така да ако живееме во Швајцарија, Интересно. ќе го немавме ова што го кажа претходно. А тоа се создало затоа што цело време сме оспорувани, цело време сме на раб, нели? Тоа значи дека Струган никако не смее да добие Струга подобра никако не смее слава, да се среди. Никако не смее да се Ако се среди. среди, Толкова да играчите нема. Ако се среди, ќе се претвори во некој друг. Така да Се претвори во Швајцари. Тоа е вистина затоа што мислам тоа е реалност. Реалност. дека Значи ние- нас тоа не држи, сакаш да кажеш, да, најверојатно. Вчера бев на една пријателска утакмица 2010 и помали. Две скопски екипи, небитно кои се, луѓе 50 дечења, по 20 и кусор, нели селекциите уште не им се затворени. Значи таква енергија, таква страст кај тие деца. И Ова- мали 2012 има петлиња. Таква љубов кон таа топка, тоа е Ова многу интересен феномен. држава која што сме на власт сега, нели, и која што имаме надеж дека ќе биде подобро после се она што се деси, ако е паметна, ќе најде модус да ги финансира и да ги помогне тие работи. Затоа што све друго што гледаме од аспект на што се случува Лига и шампиони Европа, се е тоа нешто добро за популаризација на ракометот, ама за мене не е побитно од ова што е долу. Затоа што стојам на ставот дека Македонија може само да биде одскочна даска и да биде извозник на ракометари, никако крајна станица. Значи, ние Загреб Ние во го имаме... континуитет сме увозници. Ние така? во Загреб го имаме како приказ на која што секојаш е падни стани, нели, и таму веројатно од политиката зависат финансиите. И многу убаво гледаме дека Срна замина во Монпелје за XY и сега ако дојдеме 2036 Срна се врати во Загреб. Значи го заврти кругот, сега е Гојун, беше Чупич, сега ќе дојде Срна. Значи, заработи ги средствата надвор, дојди, врати се, кој ќе треба да си на крај и така натаму. Кај нас малку се изместени работите, затоа што некако младиве остануваат тука, има зборевме минатиот пат дека влегуваат во некој комфорт зона и мислам дека треба да стимулираме да одат надвор и тоа не треба да ги плаши клубовите од Македонија да си одат децата надвор, затоа што тие таму треба да профитираат, а овде да се вратат како играчи кои што ќе дадат вредност додадена тоа што го виделе таму. Не тука, да, секогаш ќе има играчи кои што цело време ќе останат тука и во Загреб има такви, сега да не се враќаме, дали Калеб, дали не знам. Јасно ќе си го најдат својот пат, така. Останал спортски тука од X живот е, причини. Јас сум останал тука цело време, ако си имам можност во некои години да одам, од X причини, фамилиарни, таква била некоја ситуација, си бил, не знам, секој година си се оперирал, па си дошол во ситуација да таков никој нема да те трпи. Немаш кредит надвор. Како размислување, што не значи дека така би бил. Така да од тој аспект Македонија, ќе го цитирам сега гостинот мој што беше на ракометниот камп, еден ненормален работник во позитивна служба, со смисла. Ракометот е највитален, Јордовиќ Владан, ракометот е највитален во Македонија, вика, според него. Тоа го кажа, држам на тоа дека е највитален, затоа што последниве 30 години се покажа дека секогаш има политички или бизнис мецени кои што
давале средства за македонски услови коректни, некогаш и прекоректни, така да и уште гледаме. Тука е Алкалоид, тука е Еврофарм, и уште да не ги забораваме, значи Бутел години инвестира, Охрид како политичка ситуација, како градоначалник, Тиквеж да не го забораваме сериозни средства, Тинекс Пролет има некаква стабилност, не некаква. Имавме еден, па го изгубивме Голденард, интересен. Така е, може ќе се навратиме, ја многу добро знам ситуацијата. Таму, тоа е нешто што во јавност не излезе. Тоа е малку чудно во Македонија, што некакви работи се... Да, обично кога е нешто лошо, сите се разбираат, од фелата сите знаат, но ова и знаете, во таква ситуација секојаш ќе имаш луѓе што ќе се ситат. Денес во денешната колумна, да кажам, денесниот прилог на Ристо Џамовски, беше спомнат и Голден Ад како еден од трите столба на македонски играчи што создавале покрај Еврофарм 2 и Multi-Essence. И да нема простор тука за ситење, само можеме да жалиме што тој беше апсолутно 100% приватен клуб, еден од ретките во Македонија. Не сум слушнал да има таков приватен клуб кај што човек од џеб дава пари и тој човек требаше да се интегрира во ракометот, а не да го избрка. Секојаш имам вистина помалку и таму и ваму ако слушаме, но мислам дека тој човек што требаше да ги чуваме, да ги негуваме, а не со некои несредени работи да го натераме да размисли дека треба да си... Или просто да кажам да му се дозволи така лесно да се... Да, јас бев таму до лани и начинот на нашата разделба не беше сјајна, ама тоа не значи дека ја треба да не размислувам нели трезвено или реално. Дупката од Голден Ард во Скопје, без разлика што тој постоел 4-5 години, сега се чувствува меѓу генерација 2004-2005, кај што тие сега немаат голем простор за маневрација, Алкал Multi-Essence не може да ги прими, Бутел нема да игра, Пролет многу тешко и остануваш во екипи кои што се прва лига, а дел од нив беа репрезентативци. Нивната кариера се во некој расчек. Се во ситуација која што во некоја вакуум од 6 месеци година дена, што така да само да кажам дека треба такви луѓе да ги имплементираме и во Сојуз, по мене, за да бидат тука, ама треба да им дајме и сигурност и фер услови да се надпреваруваат, а не тие да имаат забелешки, колку и да се тие забелешки нереални или неточни. Така да тоа е што се однесува до Голден Ад и пак ќе кажам, ние многу лесно е да се ситиме на таква работа. Голден Ад имаше 100 играчи, играше 100 играчи во ростер, беше клуб во секоја смисла на зборот, освен што немаше свој дом, ама тоа ретко во Македонија кој го има. Другите нишајни ги имаше, а немаше голема километража. Од тој аспект играше 3 Final Four и играше пред лани. За домот не ретко, никој нема свој дом. Па добро, сега Алкалоид има свој дом, де факто. Бутел има свој дом, а? Не, тоа е под закуп, под добро, концесија. Добро, под закуп, располага како што тој мисли во моментот, не како што ќе ти диктира некој. Еве во ситуацијава имаме. Јане Сандански има првенство пинг-понг, и ти си аут недела ден. Од тој аспект, таму не може да се деси тоа. Така да од тој аспект има некаков дом, не некаков, тој е супер дом, тренинг дом, зборам за Алкалоид, или Бутел, и Пролет има добро решение, добро ги има решено тој дел, затоа и тој клуб како Пролет е константно тука некаде и има некаков статус на средно добар сериозен играч. Да. И така. Минатата сезона скоро ја завршивме и последен или предпоследен подкаст ни беше еден као рекапитулар на сезоната и тука убаво си ги поделивме задачите. Денеска баш нешто прелистував, прегледував и уствари може би е интересно од тука и да почнеме. Бит се правеше мало осврт на Алкалоид. Ѓоргон нели имаше желба за Вардар, ама јас не му дозволив, па му се падна Пелистер. И јас го кажував своето мислење за Вардар. Колку, еве од Бит се да почнеме, колку од тоа што го имавме како некој завршен збор за Алкалоид, еве после неполни 3 месеци, почеток на нова сезона, неколку турнири изгледавме, Суперкупот, колку од тоа ти изгледа дека е баш така и дека
Или дека уште, Па ја пошто ти тогаш имаше супер, да речеме, критика, еден осврт убав. имав позитивна критика за се што се случува таму. Со исклучителен, нели, задолжителен период на пауза што се случи летова, ама ете, откако се појавија овие пријателски турнири и припремни надпревари, па и еве Супер Купов, можам да кажам дека нескромно дека сум бил баш во право, дури мислењето ми е дека клубот е напреднат за значителен, ако може да се каже тоа во процент или да се мери на некаков начин. Барем од играта што ја видовме, еве, ќе се задржам само на последнава официјална, да речем, на Супер Купот. Тоа што го видовме беше стварно голем чекор напред за мене од секој аспект, или од најважниот аспект, од аспект на играта и на мотивацијата на тие играчи таму. Клубот не е нешто значително засилен, ростерот е 95% истиот. Еден, двајца играчи. Имаме Кизич, имаме Кизич на голот, Костески и ова што е дечко што не заигра, дури ни името Франциско, како се викаше. Лев бек. Јас се осврнав малку нели во колумнава последна која што предизвика вчера малку поише внимание, не знам како да кажам. Направи. Да, сега, знаеш како јас стално го туркам тоа дека тоа е моја вистина и ми вика многу нереален си, многу вика таа е вистината, бе. Таа е, ја мислам дека е вистина. Па ова поднебие овде не е научено на зборување вистина, очигледно. Во принцип треба да си спремен да имаш многу непријатели. Од ти секогаш се бара страната, дека ти си на некоја страна, што и да зборуваш, ти си на страната на мала држава е, знаеме клубовите кои ги држи и никој не сака со нив да има да се забележи. Џорчи, во секојдневието така, ако пофалиш некој проект од одредена министерство, да кажам, значи ти си провладен човек. А ако исто време, извини, ако искритикуваш, значи си опозиција. Иако при тоа не си ништо. Иако некогаш ни се случуваат небулозни работи, како во јануари, кај што имаше еден добар дел, кај што ми кажува дека сега си легнал таму на брашното, а од друга страна... Сеќаш имаме такви поговорки, па си можеш да опишеш. Да, а од друга страна, па тие кај што сум легнал на брашното има забелешки и човек дури се збунува да не знае, враќаш назад што си кажал, не знаеш на кого да му веруваш. Значи да се вратам на ова дека се наврати, имаше еден дел за алкалоид кој што не знам, мене ставовите ми се формираат веројатно подолго време, ама че станиш едноутро и че речиш да, ова алкалоид е појак не ради португалецот, иако кажавме, нели тоа е играч кој што знае со топка игра, чита игра, може да биде корисен, иако како него ги има алкалоид, како сличен тип на играч, има алкалоид. Не е разбијач, не е играч што им игра 3-4 па ќе им помогне за некоја транзиција дополнителна, не е таков, ќе го видиме веројатно, ќе во наредниве надпревари ќе треба да се оправда тоа што тоа е овде, така. Од друга страна, главното, она што ете и Бице рече дека напредна алкалоид, главното е дека тие се постари за една година. Се супер искусни не само од аспект на алкалоид, него и од репрезентација. Значи тие се голем дел репрезентативци, помина се печеа со Фарски острови од двете страни, дел од нив, така да тоа не беше едноставно и за Митев и за останатите што беа таму, имаше блесоци. па и од младински репрезентации како што е Карасманакис и таму тие на европско се собра галевски искуство. Значи Кизич е многу интересен случај за анализа кој што многу коментари имаше. Ова му е сега последна шанса да покаже дека може да биде репрезентативен калибар, затоа што во Вардар беше трет, во Пелистер беше трет, го спомнавме. Мислам дека ова е клучна година за него да покаже дека може да носи екипа, затоа што досега никош не носел. Не носел затоа што имало секојаш бил план Б или С, така. И знаете, кога е голман или играч, не е фактор во екипата да носи, него кога првиот голман не му оди, па јас ќе влезам или е плюс 10, минус 10, тоа е нема тежина. Морнар така не се прави на мирно море. Така да од тој аспект ова му е добар потек него
и може да видиме што може од почетоков, ова што го видовме сега, иако пријателските утакмици не бил сјаен или не беше, јас го гледав и нешто што разговарав со луѓе, ова сега што го видовме беше одлично. Демонстрација на сила. Одлично, а Костевски исто е на убава порака за младите играчи, кој што беше во Металург некое време, па излезе од елитниот ракомет, излезе од елитниот, излезе од Фокус, тотално, и кога се мислеше дека тој не може да биде сериозен играч. Вози автобус со улица. Да, мислевме дека водката тој дојде во ситуација да е во тим во кој што мислам дека и најмногу му одговара. Апсолутно по начинот на кој што игра Алкалоид него му одговара ова, и пак и него го видовме дека е решение, барем од ова сега што го гледаме е појачување. Иначе во однос на тоа што го има Алкалоид, знаеме таму кој е главен во напад. Ја цело време се повторувам, и денес разговаравме со луѓе за тој Марко Митев, дека тоа е таков играч, немала Македонија, тако чудо од човек. Прашам после кога ќе завршиме со снимање. Вчера на ова пријателскава 2010 видов едно детенце со твоја мајчка 40/20, средно бекче, високо 1,20 м, со таков пас, со такво движење. Значи, зависи кој играл, претпоставам дека е овој. Добро. После, реков да после. Да. Сега да опрашам Бице, сега извини. Нема. Сега да опрашам Бице за кој е твојот, да речам, твое мислење, што ако ланската сезона за Алкалоид значеше нели влез или освојување на еден трофеј и дека прва титула, да. Што би значило, што би била цел, да речеме, према тебе, не клубска, него вака од страна гледано, што би била вистинска добро дозирана цел за Алкалоид за оваа сезона, вклучувајќи го и настапот во Еврокупот, мислам. Ја мислам таму дека има доста искусни луѓе во цело раководство и во структура, цела структура е најточен збор. Фала Ѓордан, кои што мангупски ќе го избегнат ова, затоа што поставувањето на таква цел може, нема да кажам веќе на неискусна екипа, затоа што, како што кажа Ѓоргон, мислам дека они од месец во месец така брзо созреваат тие играчи, ама мислам дека ќе ги избегне тој клуб да си постават, барем вака рано во сезоната, да си постават некаква цел. Зборуваме за некаква висока цел. Висока цел зборам. Не зборам да се заклучат да бидат втори, трети или први четири, него мислам дека не зборуваат за тоа, такво ми е чувството, и тоа е докажано во било која средина, каков и да е тимот, секој тим има некаква цел зашо е поставен. Во спортот тоа се тимови, нели, кои што треба да победат и да освојат нешто. Мислам дека доволно добро знаат дека такви цели поставување вака рано во оваа фаза, во овој период од првенството, дека се непотребни, дека не може да И не е во фаза тимот на Алкалоид, имајќи преди структура на играчи да поставува такви цели, ама и лани зборевме. Ама мислам да, ќе чекаат секоја шанса. Ако мислиме дека Кирил Лазаров игра, учествува во првенство за да биде втори, трет, значи тоа се лажи. Не би учествувал он, познавајќи го не би учествувал. Иначе во Македонија немаат практика тимовите, екипите да направат пред првенство и да кажат што им е цел. Има друг момент што го правев исто во истава средина плюс уште еден голем стручњак што не е тука, кај што баш Горан спомна дека првенството се решава во април, така да сега е само можеме некој контури да секако многу е рано, ама од ова што го видовме вака од неутрален аспект, од аспект гледано од трибини, ова ќе биде дури и уште по-јако првенство од тоа лани, и од аспект на изедначен квалитет, и од аспект на амбиции на клубови. Ќе збориме после за секој пат, мислам твојот ред ќе дојде, нели, за тоа што треба да збориш, за појачувања, за стратегија. Ова што се случува сега, што се случи со Суперкупот, дополнително ја усложнува ситуацијава, затоа што проблемите во Пелисте се веќе присутни, е најквалитетен и најбогат. Алкалоид зеде нели хелиум, воздух. Да. А од друга страна Вардар па као да се чека својата шанса, да. Дека во моментов го тепа на Алкалоид.
не може да кажам лесно, ама го победи Алкалоид. Го доби Алкалоид. Ќе имаме сега. Може да збориме ние дека е таа турнир и дека е тоа, не знам сега, терминот пријателска утакмица го слушам секојаш, а не ми е јасен. Може да е подготвителна надпревар, а пријателски надпревар не постои. Пријателски е надпревар е ако ја можам сега тебе да ти направам фаул, а да речам, пушти го, као другари сме. Тоа е пријатели сме. И да немате семафор. Затоа ако ќе прочитам, дури имаше и на официјални страни, гледам еве и на сериозни македонски клубови рекометни, пријателска утакмица денес. Тоа не постои во светот. Тоа постои подготвителен надпревар. Пријателски не постои, само ти кажам дека без разлика што тој бил подготвителен надпревар во Охрид, видовме дека Вардар е во секој случај подобар од лани, барем така изгледа сега. И еве како прилог за тоа само ќе спомнеме дека УЕФА се откажа од тој термин пријателски, сега има Лига нации и се е надпревар. Моринјо има речено пријателски мечеви не постојат. Спортскиот меч е за да победиш. Ја одам вика да победам. Не постои пријателски. Дали Алкалоид со тоа што условно кажано го спушти прагот во Европскиот куп, сега не по нивна желба, иако можеше да аплицира нели за вајлд карта за Европската лига, дали спуштањето на прагот подоткрива амбиција дека можеби силата е Ако ништо друго, мислам дека крајна не мора да значи крајна цела, ама една од целите беше да имаат повеќе утакмици, пошто во ова со спуштањето на тој праг, ја верувам дека они ќе играат и на пролет, сериозни уште 3-4 утакмици, така? Едно е што ќе имаат повеќе надпревари, и тоа да не речам дека друго е маркетиншки е добро, по мене стратегиски е добро осмислено, затоа што успех во Европа. Кој куп не знаат 5%. Така? Ние уште збориме за 2001 кога Пелистер играше финале. Во кој куп? Во кој куп? Да. Така? Во Радивој Кораш. Со Казан и со Грција и со исто и со деча во кошарката. Не сакам да омаловажам. Тоа е веќе значи збориме дека паметно е затоа што Алкалоид сега што му треба. Приказната на Металург се развиваше преку не ко стана прв пат шампион 2005-та. Тој до 2011 имаше веќе учествувано во Лига шампиони. И имаше станато шампион 3 пати или 4 пати, сега не ме држите за збор. Се менувавме напоредно. 5-та ние, 6-та тие, 7-ма ние, 8-ма тие, 9-та ние и така натаму. Кога Металург почна да од нула, што викам ја, од нула база на наливачи, до ситуација да биде хистерија. Кога направи во Европа успех. Значи, успех во Европа му треба на Алкалоид како насушна потреба, па и на Алкалоид како фирма му треба. Така, Алкалоид е мултинационална фирма. Слагам и не мислам дека е случајно тоа што е одбрано. Случајно не е, му треба, по мене му треба успех и не го гледам за, не го зборам за лошо, дека во некоја и апсолутно добар потек. Кај крајава па и убаво е да си го знаеш кај ти е местото, затоа што видовме по Вардар каква група доби, така. Сега зборем, Мелцунген е голем залак сега за било кој македонски клуб. Да, сега вака ако гледаш па и го гледаш и тој другиот момент па кој ќе бе за Пелистер ќе зборите. И па еве, Џорџ беше жесток вчера, можеби од некои Јас бев жесток како мајка за свое дете кој ќе критикува. Ама вчера ме обвинува дека ние се договоривме и имаме таков табиет да читаме коментари и на социјални мрежи, пошто не можеш да ги дочиташ 200. Така, значи имаше толку многу коментари, имаше 328. До тоа. Имаше и толку позитивни коментари, што значи дека ти си погодил. Битолчевата колумна имаше. Значи дека ти си погодил во, што би рекле овие Алкар Ѓоргоновски усриду. Значи ја ќе се навратам дека на еден коментар на еден тие ретки што беа, дека те следам вика континуирано си против Пелистер вика. Како ја да му објаснам дека ја кога се запознав со ракометно светилиште беше Битола. Ја не можам да ви објаснам вас, не можам да му објаснам на Марко Митев. Добро, лице специфичен. Само кажам на нови специфичен ракометен профил. Не можам на Филип Миркуловски му објаснам како веќе пензиониран, да не ги земаме младиве дека за нас беше светилиште Света Гора, ракометна Света Гора. И токму заради тоа
треба да се реформираат и тоа не е ништо страшно. Барем ја мислам дека треба, може тие се во право, ќе покаже времето. А она што па уште пострашно, што 60 коментари, 50 се од битолчани, а од тие 50, 49 се Позитивно. викаат во центар. Да. Значи, за кого постои тој клуб? Значи, таму, меѓу фановите, чкембарите, која викам јас, сите се чкембари таму. Тоа ми е, знаеш како, да кажи за некој, сега зборевме за Торцида, утрас, кој ќе збориме за навивачи, некојаш навивачите и не се репер, во смисла на оние утраси, кои што идат како што идат. Овде се сите чкембари, ти се раѓаш и чкембар си, што е таква база на ова, тој клуб е благословен со таква база. Значи, во фамилија имам човек кој што е таму, нели, ама купивме 2 карти и ќе се тресиме на превари. Значи, тоа е, го нема, ретко е тоа во светот. Така да, од тој аспект, мене ја да сум континуирано против Пелистер, па да ми речеа за Вардар, може и некако ќе го сватев некако, пошто сум задоен од другава страна на Вардар години и сум таму повторно роден, ама за Пелистер, така да мене, затоа реков, како мајка дете што критикува, нели ја така се поставив дека не е тоа моје дете, ама мене ми е многу драг како клуб, иако нормално се смена. Сега што се однесува, Ослободи се од тоа, кажи мислењето што. Она што го кажав и вчера го напишав е дека ја не гледам големи промени таму во однос на тоа како изгледа екипата. Тоа е прво. И заминаа доста играчи. Прво самото тоа што заминаа доста играчи и дојдоа нови играчи, тоа кажува за една нестабилност. Тоа е веќе континуитет, така ние зборуваме за тоа. Значи, тоа се секоја сезона. Да, дека значи, тоа е сериозен проблем на сериозен проект не може да пушти 6-7 претходно 8 и да дојдат нови 8. И да го задржи нивото, односно да се апгрейдне. Еве и тоа да се деси, треба да се, сега може да збориме кој дошол, зошо дошол, дојдоа 2 голмани добри, значи не можеме да оспориме, иако завчера не му парираа на овај, друг голман другиот, Медовар. ама од друга страна не им помогна некој за да можат и веројатно со тек на време ќе биде адут тоа на, ако е скотска одбраната Пелистер, ќе биде адут тие двајца, затоа што се двајца. Значи, Вардар имаше класа голман лани, беше еден, да не го подценуваме малиот, но малиот уште треба да дојде. Покажа турнириве дека оди напред. Ама сакам, значи, ако таму погоди, што правиме сега со позиција пивот во моментов, е крајно тенка. Значи, крајно тенка, значи не дај Боже да се деси нешто со Жарко Пешевски на овие 28 утакмици во 25 дена наредни. Значи, не дај Боже да се случи нешто. Тоа е крајно е таму ситуацијата таква каква што и не требаше некој да се донеси. Така да Досењето на малиот Самуил Ристовски е малце изнудено решение, иако е феноменално за сите нас. Ја прв го поздравив, тоа и дури и преку летото зборев, не барајте пикер, земете го Самуил. Иако е стварно млад, младинците кога играа, јас кажав дека и Самуил и Мирче не смеат да бидат во таа лига кај што играат сега, па и Бели, да. Значи, не смеат да играат. Значи, ја разбирам нивниот план да се вратат назад во Суперлига експресно, ама тие не смеат да играат таму, затоа што тоа е против нив. Така да... Која друга позиција ти е најтенка во Пелистер? Види, среден бек е тенка позиција од аспект дека македонскиве играчи не се класични средњаци. Значи, Марио беше среден бек по-класичен, не се класични, таму е по вокација. Да, таму е тајник кој што искрено јас не го почитувам. Не е тој лош играч, поминал школа словенечка на техника, на све, ама дека можам да го наречам засилување и фактор што ќе одлучи утре за титула, мене не ми е, има 2 десни бека, не знам што се случува со словенецов во моментов,
што е Цехте, не знам што се случува. Некоја повреда добил. Веројатно е повреда, иначе за наши услови, за наши услови е реално и солиден играч. Ама и тој не е играч кој што може што игра два правци. Да донесе победа. Па најголемиот проблем е што сите бекови таму не се играчи што можат сами за себе да создадат ситуација, а се враќаме на тоа дека на среден бек не се баш добри. Требаше да бидат подобри. Така да крила имаат добри, ама крило не добива надпревар, не добива. Може коментар, мене ме интересира твое мислење, иако го зборевме, ама Пете и за другите да чујат, за принудната измена што се случи после плавиот картон за Кузмановски и што влезе Атанасиевич на таа позиција. Како мислиш дека одговори? Подотвараме едно друго прашање. Како мислиш дека одговори, дали не мислиш дека дали треба Војдина да доведе повеќе, дали предоцна е ова што се случи? Па јас мислам дека тој имаше најдобриот надпревар во кариерата. Дека он ја врати. Ја не сум видел последниве години играч толку да влијае на игра во два правци, особено во одбрана. Се слагаш дека Пелистер, бидејќи се врати сепак дојде на гол се врати и се врати на 2 на 1. Ја мислам сите се сложивме дека беше негова заслуга најчесто. Апсолутно. Значи тој толку е раздарма одбраната, ги потресе сите. Искрен да бидам, не знам се случувало ли во репрезентација Филип Кузмановски да игра 3-4. Јас не го познавам Филип, не сум играл со Филип директно да знам, но од ова што сум го следел, познавајќи го и неговиот капацитет од секој аспект, не го гледам таму дека може да игра. Иако луѓето мислат дека одбрана се игра на волја и на желба само. Значи биди мобилизиран, биди сакаш да се тепаш, голем, крупен, и можеш да играш. Апсолутно. Ја претпоставам дека сега и Абутовиќ се прашува како ќе се врзе тука со нив. Мислиш дека се уште на различни фреквенции? Апсолутно, тотално. Види, Абутовиќ самиот како карактер како чут човек, не е играч што може да диригира. Не збориме за неговиот квалитет. Тоа значи тој направил што направил. Но вие имате играчи како Митко Стоилов, кој што прекрасно си ја брка работата. Ама тој не е лидер во одбрана за да може да го слушаш да командува. Значи мора некој да има кој што ќе командува. А ова ситуација некако Фитил може и принудно, затоа што е многу важен штраф во напад. Овде во одбранава некако, пак викам, нормално е да не е на 100%. А овој карактерно не е човек што диригира. Така да, ама на крајот на денот покомпатибилни испаднаа дека се Павле и Абутовиќ, зашто што е антрополошки, за одбрана. Антрополошки се многу слични, ако е повисок. Така да се вратам се на ова. Не сум видел одавна играч така да промени ритам на екипа. И на надпревар да го смени текот, иако не беше она така лошо прво полувреме, че беше веројатно, не знаеме што ќе се случеше, ама све можеше да се деси. Но пак можеби ова и подобро од друг пат. Ако Пелистер повторно ги стигнеше и го добиеше на некој начин на преварот, можеби пак ќе се зацкрија некој работи и кога ќе требаше, тогаш не може. Дали самиот потек на Фитилиот зборува и за некоја блага нервоза, замор, можда и некоја фрустрација? Јас мислам дека зборува најмногу, според мене, за некаква надменост. Значи, од аспект надменост дека јас ги знам релациите негови со луѓето, со фамилијата, и тоа му дава веројатно во неговата глава за право да мисли дека е над некого тука. И тоа го чувствувам и во релацијата со тренерот. Дека некако разбирањето меѓусебно не е на добро ниво. Значи, Фитил треба да спроведува тоа што кажува Бранче. И ништо друго. А тоа не го гледам секако. Имам чувство дека игра на инстинкт. И гледаме дека може да биде феноменален, да даде голови како да се чудиме сите и да влезе во такви небулози додавања, пак да се чудиме сите. Значи тоа е таа
Затоа што Радикал. да, тоа е тој екстрем. Така да тука има многу големи проблеми, не мислам дека е нешто уморен, тоа е сериозна машина која што може да издржи цел надпревар да игра, иако игра, пак кажем, игра на многу тешка позиција во одбрана. Тоа не сме да си го дозволи Пелистер со Кузмановски. Ако е веќе толку битен во напад, мора да му најде или двојка или кец таму да игра, а никако овде. Ама проблемот настана со доведувањето на Пивот кој што е тотално промашување, барем до сега. Ајде да видиме. Пивот во два правци, па макар бил и Василев, кој што беше просечен напаѓач, ама беше ваму, че му даеше можност на Фитил да игра ваму. Сега тие нема никаков Пивот, ни таков како што беше Василев. И па сега тука тогаш ли се подотвора врата за она, јас ги имам тие мои соништа кога ќе направам анализа во првите... да речеме мечка да го има. Така. Кога во првите 20 минути во надпревар од Лига шампиони на резултат 10-9, 7 гола постигнале македонци. Дали може едно такво сценарио, што природно, што како тактика, а што можеби веќе како насушна, има случувано, како насушна потреба, ние можеби да бидеме сведоци дека на пример на Парис Сен-Жермен ќе му се спротистави една постава во која што ќе ги имаме на крило, пример Манасков, ќе ни се врати десно Костевски, ќе го имаме лево Фитил, на среден ќе го имаме Ѓорговски, на пикер ќе има Ристевски и Пешевски, и уствари ние ќе имаме само странец на десна позиција. Пак ќе се вратам на вчерашната колумна. Пред 3-4 години Пелистер собра во игра на заборам и двајцата и близнаците Атанасиевичи за кои што во игра на случајот заедно со Јович дојдоа браќата во Битола. Во игра на случајот Емилијан наместо од Скопје замина за Битола. Се создаде, тука дојде и Кузмановски, да не забораваме таму во втората екипа има уште еден Пивот Марковски од Струга. Значи се создаде сега тогаш некоја група на играчи кои што ние мислеме дека таа е групата што ќе носи репрезентација наредни години. Значи, ова за мене е научна фантастика во моментов, сега што ги постави работите, и да не заборам како мала дигресија, уште еден голем проблем има Пелистер, по проблемот што го имаше македонска репрезентација кога мислеше дека Филип Кузмановски може да биде среден бек. Тоа е, видовме кога Марко Митев застана на среден бек, како изгледа двајцата, како функционира. Значи, тоа е мој, тоа не значи дека е така. Филип Кузмановски може да биде лев бек, тој има најдобра ја го ставив на лев, на среден го ставив. Најдобра индивидуална транзиција има на овие простори тој човек и може да игра на поише позиции во одбрана и е супер корисен, но не во ваква констелација. Сега што се однесува до тоа, многу тешко е ти да играш во Лига шампиони со овие што ги наброја, баш сите така во иста екипа. И никој не бара да играат така. Но ние бараме Атанасиевич да игра со два бекови кои што се странци, кои што него ќе му помогна да биде подобар, а не тој да им помогне нив да бидат тие подобри. Тоа е небулозата во цело. Тој правеше ситуации сега со Алкалоид, кај што од него тргаа работи, а не тие да направат за него некогаш ситуации за тој да добие самодоверба и да се опушти. Тоа се некои небулози. Тоа кажува дека странците кои што се дојдени дефинитивно не се калибар за тоа. Друго прашање е дали може да дојде по квалитетен играч во Битола. Има ли време Пелистер да се рестартира? Сега не дека ова беше некако, не знам каков... Да, не е ова, не е бродово дека потона сите бродови, апсолутно. Целосно мерило, ама е сензор некој. Да, дали може со драстичен рез, што значи тоа не знам во моментов, но пак ќе кажам, воочливи се проблеми на релација капитен-тренер, воочливи се проблеми кај што се стави, значи, играчи кои што или немаат амбиција, или толку име капацитетот, или сега тешки зборови употреби вчера, со цел да го скршам стаклото. Значи, со цел да предизвикаш електрошок, затоа што се што е благо ќе помине. Не дека јас сум сега opinion maker во државава, ама во ситуацијава кога ги нема многу, така би сакал да сум. Така да
прво треба да се, и лани истото го правиме, треба да се праша прво тој што дошол да шета на широк сокак, дали е свесен, кај дошол. Дошол во многу сериозен, Не ракометен се град. свесни, ти знаеш дека Вардар со години се мачеше со таа тема на луѓе кои што столе на секоја пресконференција повторуваше дека има играчи кои што не знаат имаше што значи. рецепт, имаше Па имаше се избрка. Имаше шамари, избрка се. решаваше тоа. Да, и Тоа е исто голем проблем, што Пелистер, платформата 6-та година е. И сега се обнови за 2 години. Така? Да. Кој е лидер во Пелистер? Немој да ми кажете дека Кузмановски може да е, затоа што тој е 6 месеци во Битола. Кој е староседелец? Кој е базата? Кој е основата долу? Ние ако се сетиме во пак ќе се вратам во Металург, пошто како беше пример. Миркуловски. Значи да, Така. бил Миркуловски, беше првенствено и Ристовски со Червар. Беше Ванчо. Па Мојсо се Беше наврза и Ванчо, тука- беше Мојсо, се врза работите. Иако беше- Значи, беше Иако- Георгиевски. Ама јака целина. Значи, ти некој тука те Ти пречекува. добиваш ширина тука на... Значи, кој е тука темелот? Во Вардар го имаше Столе, па го имаше едно време и Филип Лазаров, наш човек, тукашен, му држи зборот, па после се Па после приклучија... Дибиров така, се стана... приклучија Дибиров, Стана Вардарец. Стана Вардарец. Чупич. Така. Значи, сакам да кажам, кој е темелот? Доаѓа Цикетич, доаѓа Борзаш, кој е тој што ќе го прими овде да му објасни кај Кај дојде? ше, Независно од се, за Пелистер, и сега веќе една отиде титула по ѓаволите. Мислам дека за... види, мислам дека најнезначајната. Апсолутно, да. Зошто? Да. Дали Алкалуите сега шампион на Македонија? Не, нема дилема. Значи еден е шампион. Дали му носи нешто, да. Супер купот мора да свати и федерација, мора да сватиме сите. Супер куп е маркетинг настан. Да, и така И треба така треба да го третираме. Ова е освоил куп, ова е освоил титула. Ова е шампион. така. Нивниот двобој е само најава на сезоната и празник на ракометот. така треба да- Толку. Иако ние што го следиме малку поинтегрално, сакаме да видиме што се дешавало. Така, иначе видиме тоа е какво мерило. Пелистер добар момент е што ова е сосема на сам почеток на сезона. Дури не е ни почната, бит- така да место за корекција има. Значи тука ни е совршено јасно дека титула шампион и титула во куп е императив, поготово двојна круга. Пред се шампион. Така. Шампион, и таа таа носи, двојна таа круга- носи тежина. Врзување на Иако не им беше пријатно лани кога го освоја, кога не го освои не го купот. освои. Са пак, видите, ние го носиме сега Пелистер цело време на тапет, ќе дојде и Вардар на ред. не е на тапет, него тие ли се клубовите од кои што очекуваме Пелистер е успех и сега, очекуваме- Пелистер е сега топ of the top. Значи, И види, секогаш се најлесно се збора за тој што го гледаш што е највидлив, Само се рефлекторите. Ако се вратиме Тоа на ше за тебе највидливе како што не верувам дека ќе подкастот- дискутираме вака за тиквеш и Така е, проблемите. Да. кога го почнавме подкастов, тогаш темите беа Вардар и Металург. Денеска Металург го нема. Не постои. Така е, Не дека не ни е на радарот, него не За жал- постои. за жал го убија. Така да, тоа е да. Го убија. Јас можеби ми е најтешка задача имам од вас, пошто вашите две екипи некако Ама померливи нема да беа. оставиме се така, Не, ти ќе само те да збориш. подбереме и тебе, не се. Не имаме и ние своje мислење. Јас сум Имаме спремен своje да мислење. одговорам на прашање. А, За Вардар, може да почнете. може да почне. Еве, јас ќе Георгиевски поставам почне. прашање. Дали имаш печаток дека Вардар втора година со ред во голема мера ги погаѓа засилувањата? Апсолутно е тој впечаток, апсолутно е тој впечаток, дури можеби сме го коментирале во неколку наврати во различни ситуации дека независно од ситуацијата во која што е Вардар, од неговата условно кажано без перспективност, бидејќи упорно се мачи да најде Од финансискиот. така нов спонзор, нов собственик попрецизно. Значи се уште Михајловски го одржува Вардар, иако го носи бремето на клуб кој што финансиски е девастиран, успева да со своето минато успева да прво да селектира, а второ и да ги привлече тие играчи. Да убеди. Да ги убеди да Да дојдат, убеди играчи. мислејќи, Зашто убедувајќи дека тоа е сериозно Тоа е прашање. отскочна дацка дека тоа е негова. вистинска дестинација, па макар и да е сезона 2 како што прават некои во Пелистер, меѓутоа некако нивниот ангажман, нивниот влог и нивните очекувања
дека ако тука тие се покажат во вистинско светло, дека може и ќе ги задржи Вардар. Да. Ама Па и ќе се ќе има, врати на ама ќе прав- го има и во Сиви, прави, како европски ќе го шампион. има и во Сиви и влегува во радарот на сериозни екипи. Оти ние па, ако се сеќавате, еднаш правивме и таква една анализа каде се сега. Па кога направивме каде е цела онаа плејада играчи што поминаа низ Вардар, повеќето се во Лига шампиони. И во Лига на шампиони и сите се отидени чекор погоре. Или онаа плејада на играчи, например, што продефилираа низ Пелистер, ретко среќаваме некој во елитни клубови. Значи тука на вистина Вардар прави Погоди. Мислам, тој Одлична што работа. не знам кој е тој што е задолжен во моментов, знаеме до лани кој ги брка што Да. беше оперативен директор на Вардар, ама впечаток е дека тие не И се погаѓа. висока не се скапи, не се скапи. предпоставам дека не се скапи, ама некако сите дојдоа, генерално се И вклопија. се вака во поширока смисла си и анонимуси. Анонимуси, За апсолутно. за поширока ракометна јавност. Да, апсолутно. Еве да речеме оваа сезона пак имаше доста засилување Вардар. На сите веќе им запнал за око тој лев бек. Да. Русин Хориха Гориха, Да, не ни украинец, знаеме ли точно украинец. украинец, ни како Да. се вика. Да. Значи, Да, веднаш- доаѓаат од средини веднаш- кои што не ги следиме, не ни се во радар. Не ни се во Тунис, радар. И тој веднаш привлекува Овај, внимание. источно, Дали тоа ќе биде Португалци, доволно бе. за утре со Елверум и со Порто и со Вол. Уствари Мелсунген беше, не Елверум. Мелсунген, дали Валури, дали Порто. тој потенцијал ќе биде доволен, ќе видиме наскоро. Меѓутоа, првиот впечаток е дека тоа се погодени. Па еве и голманот кој што бил во некои клубови, ама пак не ни е Не сме го имале на делува, не сме го. делува. не ни можеме да Значи, очекуваме одговорот сега е дека да. ќе дека ќе дојдат играчи кои што ние па ги познаваме од Лига шампиони. Бицарски прашање? Сега ќе дојдат. Прашањето ме што мислиш дали од аспект на нивната припадност, еве што ја зборувавме претходно Ѓорган што збореше тоа што се случува во Битола и како таму се доживува и како таа припадност и колку брзо и дали воопшто ја перцепираат играчите, ја добиваат. Мене ми е чувството дека тоа во Вардар многу е појако и многу побрзо доаѓаат. Да, впечаток е дека после еден период, а баш го искоментиравме тој период во кој што Столен немаше влак на јазикот на сите да им каже дека не се свесни кај се дојдени, како Вардар да се ослободи од таков профил на играчи, некој не трок. Како да се ослободи од некој таков профил на играчи и како да можеби сите што доаѓаат веќе им е совршено јасно што каде доаѓаат. Така да мислам дека некако тоа како да е решено, дека не е проблем, фактот дека земаат и сега и по анонимуси од тој еден период кога од 2018, 19, 20, кога зима и некои позвучни имиња, па тие многу брзо се откажуваа, не ни заигруваа, како овој Свети Николскиот зет. Значи тој период на тотална една конфузија како да е зад Вардар, такви имиња веќе не бркаме, иако сега како гром од ведро небо беше ова со Борозан, а за таму имам друга И теза, за тоа сакам да ми е ќе ми го прашање. поставиш следното прашање, така да мислам Поставено ти е, рачуне, да не момент е троши, решен. Како гледам на евентуалниот ангажмент на Евентуалниот, Борозан, да. пошто кај него дека не заигра. Да, и сакам да прогнозираш колку месечен. Да. Ми се две сценарија. Едното сценарио е дека човекот после она убаво првенство што го изигра за Црна Гора, Да, Да. кај што навистина даде придонес и во одбрана и во напад, можеби повторно го засака ракометот. И можеби враќањето во Скопје во Македонија му е еден рестарт, бидејќи неговата афирмација беше во Металург, Да. ако не грешам. Да, да. А во Вардар беше Кулминација. големата сцена. И второто е тоа од аспект на како Борозан би размислувал, а второто од аспект како Вардар замислува, а како континуитет на ова претходно околу доаѓање на звезди и бркање и несвесност, Вардар можеби се подготвува, а можеби е веќе и подготвен од следната сезона да почне малце да пука и на посериозни имиња. посериозни. И носење на еден таков играч кој што ако успее да го вклопи и прашање да истера сезона, да врзе една-две победи во Скопје против Валури, И Порто, Зашто? да врзе некој нерешен резултат таму, да ги помати до крај сметките на Пелистер и на Алкалуид во куп
и во првенство. И ако на крајот на сезоната го дигне Пехарот, а во составот втор стрелец е Вуко Боразан, може да биде сериозна препорака за еден друг ешалон на играчи, не анонимуси, сериозни, кои што им треба средина во која што ќе бидат послободни, ќе бидат покомотни, ќе имаат ветар во грб, публика, капитен, добар тренер, Релација. да може да привлече таков слој на... Само ќе те молам да дадеш и мислење насока, еве, пошто си влијателна личност во ракометот. Доволно е. Да, честно. Дефинитивно. Како публиката треба да го прифати, пошто гледам дека има малце поделени реакции, што би било најдобро? Вака, за мене, еве јас сум навивач на Манчестер. Плачам со години. Добро. Имаш уште Имам колега тука кој што е за Ливерпул. Значи, Добро, доби отказ, така. Да, доби отказ во понеделникот. Иако доаѓа сега. Значи, според мене, навивач на клубот е само искрен и 100% навивач. Добро, се сложам. И тој навивач сета своја енергија мора да ја насочи кон клубот афирмативно. Добро. Значи, доаѓање на Вуко Боразан како играч кој што ние го препознавме пред 10 години, веќе ќе биде кога дојде, така? Без малку, небитно. 2011-13. Како една цверка со која што се гордеевме сите, иако му го крадовме на Металург, како лик што беше клучен во освојување на прва титула, а подосна се покажа дека он не е толку стабилен како личност, дека е променлив, дека му се случуваат секакви прашања, па тешко се вклопува во средини, дека секој искрен навивач на Вардар само треба да му даде громогласен аплауз и да се израдува на враќањето на еден таков лик и со тоа и него да му стави до знаење дека доаѓа на право место, во вистински раце, кај вистинска публика, која што ќе го цени и бодри. Толку. Благодарам. Правилно, значи вистински навивач на Вардар треба да минува се што би му помогнало на Вардар, да биде подобар. Пошто гледам пауза направи. Не, ќе завршиме сад, ќе ги спржиме на брзина турнирите во добој, а не, во струга. Одма идам. И сакам да се вратам на Борозан, затоа што близу сум до тезата твоја дека ова е брак од интерес, од аспект на едни веќе добијат играч релативно ефтин, од тоа што знаеше да коштат Борозан. Што можеше да кошта. Сигурно е многу надолу отиден со сумата, а од друга страна Борозан има шанса за нов почеток. Што му се случило, ние не знаеме. Дека чудот го менал, многу е тешко, ама да не влакно забораваме дека чуд остана. не менја, ама дека дошол во ситуација да дојде во ситуација да добие шанса сега за рестарт на место кое што е за него добро познато и треба да му буди добри сеќања без разлика што се случувало, тој тука се афирмираше, така да од тој аспект Вардар само може да добие, а нема да потроши големи средства, затоа што пак ќе кажам, моето мислење дека тој е дојден условно кажано пошто зашто? Тоа нормално дека тој ако ова година ја одигра како што треба, ситуациите ќе се менуваат. Да не забораваме дека Вардар на таа позиција е пристојно покриен. Значи тука ги има двајцава добар тандем, лани интересен беа. Го има Петрич, го има Николич и го има украинец. Го има украинецот, да не забораваме дека таму знаеше да помогне и кубанецот, а дека на таа позиција е донесен уствари и португалецот. Значи, фактички Вуко Борозан на позиција лев бек е шести. Да, реално во ситуација кога Вардар ќе биде по мене релативно тенок на средна позиција, за мене, затоа што на Танковски ќе му треба време да видиме дали може да оди нагоре од ова, во Битола не видовме, дека дали може да оди, затоа што и во намера не му беше дозволено, сега овде ќе му биде дозволено. Мислам дека Николич би требало да го видиме како
и на позиција среден, Среден. затоа што има огромно знаење ракометно, има одлична техника, многу интересен играче, иако на турнири него И видов. немаше ни премногу Не минутажи. го видов, иако таму може да сватиме, видов дека нели и Недановски ги комбинираше, сакаше и да повеќе види, играше со сакаше да новите, види кој со кого е компатибилен. Многу работи ќе зависа тука од Танковски, затоа што првиот печаток од Крцмановиќ беше? Крцманчич. Добро, фино сме запамтили за. Крцманчич, Не остал впечатлен. првите Остал печатоци впечаток, се дека не е играчот ќе донесе титула, првиот печаток. Затоа е доаѓаш во нова средина, нов град, нова држава, иако тој не е млад. Мислам дека Танковски ќе биде треба да биде важен тука, затоа како ќе изгледа Вардар, особено што тој треба да ги поврзи сега и тунижанецот и Томи со украинец. Факт е дека украинецот остаде интересен печаток. Пикерчево остави Холанѓанчево интересен. Холанѓанецот, иако е по мек и во ситуација кога ги имаш овие двајца, може би требаше да дојде некој пикер, некој талас нов покрај нив, освен ако не се спремаат за заминување на мечка во наредна сезона, пошто нели веќе зрее работата, зрее. Иначе што се однесува до екипата, апсолутно по мене мечка е најкорисен играч таму. Кога збориме два фронта. И е клучен играч за разликата меѓу Алкалуит и Вардар. Дали како би го спречил Вардар заедно со Аларов, како би играл, ќе видиме и недела, како може да го спречи Вардар на... Дали ќе се сложите дека Мечка има потенцијал, а јас така размислувам, да биде новиот Столе во Вардар? Од повеќе аспекти. Меѓу другото, што го спомнавме за атмосферата, енергијата што ја шири Мечка во Вардар на терен, за друго не можеме да збориме за тренинг и соблекувална. Да, на терен, зборам она што го гледаме на терен, апсолутно е, значи тој има самодоверба. Значи нескашлив е во духот и сигурно дека иако лани му беше прва година ќе што тој така игра. Ама брзо го гради. Ама се гледа дека брзо ќе почне да и воспитни да дава. Што е нормално, затоа што не можеме да го наречеме староседелец тука, уште ова му е трета година. Да, и не е лесно сепак во Скопје сите добро знаеме дека тој трансфер од Металург во Вардар или од Вардар во Металург не е така едноставен. Сега веќе тоа е веќе изгубено, кога не постои некој. Ти го читам вака последното прашање упатено кон мене, а тоа е околу целите на Вардар. Иако и Вардар исто тивко како Алкалуит, мислам дека не се наметнуваше, немаше никакви ниту помпезни најави, ниту изјави, а мислам дека оваа година е онака со мали букви, со моливче, ама запишано 2 титули. Сосем легитимно. Да. Од ова што го гледам. Од државата. Тој изгуби во Струга од Пелистер, го доби Алкалуит во Охрид. Подобра најава на првенството, Алкалуит го доби Пелистер. Значи ова е сега мини лига се прави на тројцата. И сега во недела некој ќе освои поише бодови да види. Подобра најава за првенството од тоа нема да има, дека некој ќе им се приближи многу тешко од втор ешалон, особено Тиквеш кој ќе го чека многу тешка задача, Симич повреден, Шулевски ќе се оперира, нов тренер, овој десниот не знаеме дали е девастиран клуб, Црнецот дојде, не знаеме во која состојба е, Тиквеш го чекам многу тешка сезона. Охрид е комплетна непознаница. Зошто? Затоа што на турнирот кај што требаше да видиме каков е, беше очаен, а на турнирот во кој што не можевме да видиме како е, освои. Иако ја имам забелешка дека тој турнир бил навистина добро и организиран и сакав да зборуваме малку за турнирите, невидение. Сакав да зборуваме малку и за турнирите, ама веќе цел сат. Мислам дека ќе си го потрошиме времето за џабе. Може само да се замериме со некого безпотребно. Во дел од овие турнири, настар на спортскиот дел, настар на екипите што се носат, видовме во Добој
како е кога држава седи, односно не е држава тоа, него е Град. енклава. Кантон. Кантон седи зад тебе, видовме како е кантон кој ќе Каде седи оди зад тебе преносот? и она чини пари и треба да чини пари. Она е промоција на Република Српска, така и од тој аспект ова држава треба, според мене, треба да се фокусира на струга, не дека Охрид има лош турнир или нешто, треба да се фокусира ради традицијата која што не можеме да ја купиме. И ради автентичноста на самиот Да, турнир. автентичноста и пак ќе кажам, само ќе се скараме ако почнам да зборам во дел на Сите маркетинг недостатоци, и да. во однос на тоа како треба да изгледа Несомнено дека е одлично да постојат тие турнири, затоа што се во многу убав период, затоа што се атрактивни пред се и како локација и Струга и Охрид, да има аеродром, може да доаѓаат тимовите да изиграат и да си одат. Охрид е амбициозен, тоа знам. Охрид е амбициозен, ќе се обиде да донесе голем тим до година. Така. Треба да размисли за вон ракометни активности и промоции. Инфраструктура. Една идеја да фрлам сега на маса. Финале да се игра на Оструј. не во финале да се игра На во платформа, на да. антички театар. Нели се мести платформа. Нема. Како пример, да се игра на плоштад, да се игра на ова. Се може. Од такви, значи мора да размислиш, тука е Охрид битен како град. Како град. Тој градоначалник не вложува во тој турнир за значи Охрид е битен промоцијата, така да треба да размисли ван, да излезе малку од кутијата. Сега шо ми текна луѓе. Пошто Струга го има самото тоа и со самото постоење го има. Игра на Тоа езеро. што викаш, има традицијата што Игра не на можеш да ја езеро. купиш. Многу тешко ја купуваш. Иако Не многу ќе си направи, Не можеш да речеш имам традиција 50 години. Ќе си направи специфика Охрид сам по себе, неспорно, и спортски ќе биде, и годинава е спортски по квалитетен од Струга. Може и лани бил. Годинава сигурно, со екипи. Но само ти кажам, малку треба да се излезе од кутијата и да се размисли како тоа Охрид да го вклучиме. И ја како викам, мојот камп, нели ме секогаш ми забележуваат. Абе ти си Стружанец, Охрид го правиш кампов. Охрид е додадена вредност на кампов. Те ми дојдоа да годинава 30 и нешто странци. Шо родители, шо деца што беа учесници. И ти само имаш ситуација да прекрасно е. Да. Преубаво е, пак ќе дојдеме, преубаво е. Ти Охрид го има тој адут. Така да супер што постојат И малку дефинитивно има простор за размислам. напредок и од аспект на Што организација. заборев? Со Слави и Джоле во една емисија депониравме Имаш оставено прогнози. 50 марки некаде. Не. Ги Во депониравме книги нели ги чува 50 марки. прогнозите. Имаше оставено. И сега не се сеќавам каде Да ги прогнозираме депонираме. сега за Тоа сакав, сезоната. да направиме прогнози и да ги депонираме. Ајде да помине прво коло. Ме веќе ги депонираме на Ајде, видео, на имаш видео. имаш А ќе ја запис. најдеме, извини, Имаш ќе ја запис. најдеме ова 50 депонираната марки. со Джоли и со Славе, еве и утре ќе ја побарам и Кој знае кај. ќе ја најдеме. Тука негде ја У депонираме. Сеф ја стави. Да. Ајде, Џорџ. Вардар ќе освои еден трофеј годинава. Тоа е мојата прогноза. Друго не можам да прогнозирам, стварно немам И па гледа, Знам сега дека Вардар ќе главната освои еден прогноза трофеј. ја не ја кажа. Да збориме за шампионска титула, да не збориме колку трофеи и кој Да. трофеј. Апсолутно, Перистер е прв фаворит, што и да се случи. Ако лани викавме дека ќе се решава првенството не меѓу нив, мислам дека годинава баш меѓу нив ќе се решава, затоа што не гледам кој може да ги... Меѓу нив која збориш? Овие три, бе. Трите? Да, мислам дека... Да, тоа е повеќе. Лани, Тоа е најасно. ма лани не беше така и преклани. Да. Во Кавадарци се реши. Сега мислам дека нема да биде Нема да такви биде изненади. така. Многу е тешко да збориме за титула, пак ќе се вратам на ова. До април има уште 5 плати 6 да се дадат. И тоа е Најбитно. и Не, тоа е неколку месеци. кој ќе биде најстабилен во тој сегмент. Во делењето на А плата. имаме два клуба кои што па се сериозно стабилни во тој сегмент. Така да Перистер е прв фаворит, Алкалит не значи дека чуди чекор напред. Не мора да значи до тој аспект дека ако лани освои титула и дека ова ќе освои од купот.
ама дека ќе игра подобро и дека ќе биде многу поопасен, секако, особено поопасен во директните дуели, затоа што лани дома и со двата противници изигра лошо, така да годинава очекуваме дека ќе биде таму е сменета ситуацијата. Видовме и насмевки на некои лица на играчите што не беше случај. И преградки. И гледаме. Ние Киро го критикувавме многу за неговата агресивност, ама веќе имаше Ама како вика еден, ама полека сите се свртивте на кај Киро во коментар. Да. Плочата е свртивте вика на кај Киро. Ние ќе ја вртиме плочата како што е како што е така реалност. Тоа што беше одиграно што го видовме. Ние не би можеле сега, ние би биле некоректни сега да некоректно ќе беше да кажеме дека Македонија на Фарски изигра феноменален надпревар, дека сите го дадоа максимумот и дека тренерот ја подготви и дека беше се техничко, воре. тактички топ екипата. Или од се друга страна кажеме дека во Скопје Киро не ги подготви, дека не ги мотивира, дека тие не изгина и дека не дадоа максимум. така. Следната ќе ја правиме емисија за репрезентација, твојата прогноза, мојата и затвараме, пошто ќе почне скапа струја шаманска. Да. Би се што кажа Ѓоргон држи вода, сега факт е дека за жал има и многу други моменти кои што мора да се согледаат. Фактори кои што ќе Фактори, влијаат. да. Долга е многу. И долга и повреди, и Повреди Европ, да не забораваме, европски да не купови. забораваме Вардарова година че има и европско патешествие. Лани беше Ќе се челичи. комплетно Лани беше растеретен. лава. Види, сега тоа еден аспект може да биде добро, може да биде и лошо. Лошо да биде аспект да бидат преморени, Истрошени, добро да биде од аспект на повредени. искуство, повреди, платите се главен знак на прашање. Не знам сега како да кажам, Мислам дека се што ќе кажеме, мене барем ми звучи, ја многу избегнувам да прогнозирам, ми е како гледање на графчина. И затоа вечорчивото е убавината на спортот, па се. Впрочем, пола спорт се базира и на прогнози, односно на кладилници, така. Така да нема ништо лошо во тоа да кажеме. Да, премалце дека имам видео, мислам една Јас би сакал специјална. Вардар да се стабилизира и сакам Вардар да почне да гледа надолу. Значи да од екипа да биде клуб. Значи, да не биде екипа, да биде клуб. Колку заобиколивте, ја мислам да бидам по-концизен и вака ќе кажам тогаш. Титулата останува во Скопје, не знам од која страна на Вардар. Скопје не е дојдена. Се враќа. Ќе враќа, не може да остане. Па гледа години навика не може да остане. Ајде, титулата се враќа во Во Скопје, Пелистер ќе се задоволи со купот. И со убава евросезона, може. Ајде. Екипа, ракометот не е пресушен извор на теми. Се радувам што почнуваме во сабота, утре уствари со утакмици. Со утакмици, иначе недела е. Те се гледаме почесто тај година да бидеме поактивни. Недела. Крај.